На импровизиран кревет од даски и картонски кутии во руиниран напуштен објект живее 44 годишниот Петре Коцев од Велес. 3 години ова место е домот на Петре, без никој никого живее од денес за утре, со социјална помош од 1100 денари и по еден топол оброк од народната кујна. Без помош на талка низ градските улици со надеж дека некој ќе му даде можност да заработи некој денар. Покушавам да помогнам негде, зависи. Поединцима свака час ми помогна колку може. Сум благодарен, не е проблем. Некојаш парче леп ке поврам, ке ми дадат, некојаш сами која има. Разбираме, немаш тио, некојаш ќе разберам некојаш некој. Студот е мојот најголем непријател, вели Петре. Најтешко му е во зима кога ветерот и студот преку искршените прозорци од објектот влегуваат во неговите коски. Боледува од хроничен бронхит, а дополнителен здравствен проблем му прават и нехигиенските услови во кои живее. Ако нешто има џоба, нешто да сакаа да помогнат, фала им. Ако не, да сме здрави живи сега, тоа е. Петре се надева дека новата година барем малку ќе му го смени животот, посакува топол дом и да заработува за својот леп. Граф леќа, компир манџа, зелка, а понекогаш и месо. Ова се дел од оброците кои се служат во црковно-народната кујна во Велес, со која 5 години раководи Повардарската епархија. Митрополитот господин Агатангел за Божик во духот на христијанството ги повика сите добронамерни граѓани, но пред се фирмите во рамките на нивните можности да донираат финансиски средства или храна кои ќе бидат добре дојдени за корисниците на кујната. Па ги поканувам оние луѓе, ги повикувам кој колку може од својот буџет да определи барем нешто месечно да се донира во кујната за да можеме и понатака да функционираме во 5-6 година. Во црковно-народната кујна топол оброк секојдневно добиваат скоро 200 велешани. Дел храната ја носат дома за членови на семејството кои се болни, а живеат во сиромаштија. Митрополитот изрази благодарност и до неколкуте лица кои доброволно и волонтерски од понеделник до петок ја делат и ја подготвуваат храната. Безпрекорно функционираме до сега, но благодарение на сите оние луѓе, хумани, добронамерни, луѓе кои сакаат да помогнат заедно со општината. И еве црквата наша македонска се грижиме за поголем број луѓе. Освен во народната кујна, топол оброк за сиромашните се дели и во дел од детските градинки. Еден загинат и двајца повредени е билансот во синоќешната сообраќајка на регионалниот пат Градско Прилеп. Несреќата се случила 10 минути пред 21 часот кај Росоман. Во неа учествувале автомобил Пежо и камион Сканија. Животот го загубил со возачот во автомобилот 38 годишниот Димче Пляков од Велес, а тешко повреден е возачот 42 годишниот Јовица Н. Поради сериозни повреди тој е на лекување во Скопје. Повреден бил и возачот на камионот 56 годишен прилепчанец, но по укажаната лекарска помош е пуштен на домашно лекување. Се претпоставува дека причина за сообраќајната несреќа е преголема брзина. Патничкиот автомобил и товарното моторно возило се движеле во спротивни насоки и анализите од извршениот увид ќе ги покажат и причините за сообраќајната несреќа. Поради несреќата повеќе од 3 часа бил затворен за сообраќај регионалниот пат Градско Прилеп. Увидот на јавниот обвинител и велешката полиција завршил 30 минути после полноќ. Вардарската регата Гемиџи дефинитивно станува препознатлив бренд на градот. Според најавите на организаторите, оваа манифестација ќе биде една од само 3 во земјава кои ќе го имаат епитетот туристичка атракција. Освен регатата, тоа се галичката свадба и шарпланинскиот куп во скијање. На овој начин, манифестацијата ќе има промоција од Агенцијата за развој и поддршка на туризмот. Има најава, но се уште не се знае дали годинава ќе се реализира регатата да тргнува од Вруток, местото каде извира Вардар, и да се одржува цели 8 дена наместо 4 како досега. Помалите пловни објекти ќе тргнуваат од Вруток, а поголемите ќе се приклучат од Велес. Организаторите уште од сега најавуваат дека годинава регатата ќе има меѓународен карактер со зголемен број на учесници и 15 на пловни објекти по течението на реката. Гемијата сигурно ќе заплови од Велес. Има идеја
тоа да биде од Јаниташ, местото каде се поаѓало за Солун пред 110 години. Освен од Велес, на регатата кај Стобеки се приклучи и Тиквешката регата, веќе има најава и за гости од Бугарија. За што поголема автентичност, организаторите на манифестацијата годинава за прв пат изработија реплика на оригиналните гемии со кои се патувало до Солун за трговија.